من والضحى من نور من إنه الله قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد. Прво место во секоја една пригода и прилика захвалноста му припади само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салавату селамот, мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Иншаллах, со Аллахова дозвола и помош, вечеров ќе започнеме со серијалот кој го правевме предходниот дес, воведот за овој серијал, во кој серијал на предавања во акида ќе бидат обземени некои 5 книги, ќе се обработаат 5 книги. Одма во почеток го молам Аллах Джелешану да ни даде истрајност, да ни даде искреност во оваа работа, во ова дело. Пред да почнеме повторно со првата книга која имаме за работа во оваа вечер, ќе спомнам неколку зборови повторно како еден мал вовед, како еден поттик за ова големо дело, за овај голем ибадет, за да биде за нас ова едно гориво, за да можеме да издржиме на овај пат, во ова барање, на овај илм. Како што спомнавме, дерсовите ќе бидат малку поопширни, повеќе обработани и затоа ќе треба да правиме повеќе малку сабор. Ќе одиме постепено, нема да се брзаме, ќе објаснуваме пропис по пропис, зашто има доста прописи во овие книги. Нема да брзаме, не ни се брза никаде. Второ, секој еден мора да свати дека од едно слушање или од еден дерс не можеме све да сватиме од тоа што ќе го кажеме во еден дерс. Може би да биде 50 минути, може би 40, може би 1 сат, да знаеме дека не можеме све да сватиме и да не губиме ова војля се од не разбрав ништо, немој да се брзаш. Ако разбериме од еден дерс, еден пропис, доволно е за нас. Доволно е за нас. Поради таа причина ќе имат потреба некои работи да ги повториме овие дерсови. Ќе имат потреба. Некои важни делови од овие дерсови ќе имат потреба да ги повториме. Некои ќе имат потреба да ги запишиме и да ги повторуваме често, секојдневно. Зашто овие сиве, големиот дел на овие книги, тој материјал што го имаат во себе е основа на верата, база, фундамент на верата, база на верувањето. И поради таа причина имат потреба да се подсетуваме и да ги учиме прецизно овие прописи, овие меселина. Друго нешто, овие дерсови и сите дерсови, но специјално овие дерсови имат потреба да ги слушаат и нашите фамилии, нашите жени, нашите деца да се прават еден, да се одговија со овие дерсови, а нашите жени, нашите мајки, татковци, по можност да им ги препорачаме и да им ги кажеме да ги слушаат и да ги учат и тие. Зашто овај илм е за секој еден. Немат оправдање никој во овај илм, во ова знаење. Нема никој оправдање. Од тоа што сме го виделе и учеле, од праксата сме виделе дека да се учи акидата и исправното верување не е нешто кое се добива само со сакање, со одвојување на време, со добра состојба. Големиот дел доаѓа со давање од страна на Аллах Джелешану, Аллаху акбар. Со давање од страна на Аллах Джелешану. Кое давање Аллах Джелешану го дава на кого сакат тој од неговите робови. Поради таа причина да бараме од Аллах Джелешану да ни го олесни ова учење, ова барање на ова шеријатско знаење или на ова акида исправно верување на Аллах Джелешану и да ни даде Аллах илм што користи, знаење кое ќе имат корист за нас во дуња и во ахирет. Аллах. Вака да го сватиме ова. Ова доаѓаат со труд, со работа, со макотрпно учење и на крајот доаѓаат со давање од Аллах. И поради ова нешто да бараме од Аллах Джелешану да ни го олесни овај пат на нас, ова барање на ова знаење. Друго нешто, сме виделе многу кои го започнале овај пат, ама се откажале во почеток, во средина или на крај. Зошто? Затоа што овај илм не е само да се научи, да се меморират
да се стави во твоја меморија. Овај илм е да дојде ова акида или овај теухид, исправно верување во нашите животи. Да се види овај теухид во нашиот говор, во нашите дела, во нашите постапки. Во целокупниот живот, може би ќе се спомни повторно, види, често кога се споменуваат акида, теухид, се мисли на неколку дефиниции и дека треба да ги знаеш овие дефиниции толку, не. Акидата се гледат во целокупниот твој живот. Таа треба да имат влијание кај тебе во тоа што зборуваш, што гледаш, што фајчаш, каде работаш, како работаш, што зборуваш, со кого се дружиш, со кого трошиш животот, све ова спаѓаат во акида. Поради ова нешто, ако овај илм се учи само за да се меморира, а не да се практицира и не да биде во нашите животи, лесно човекот го напушта това учење. Зошто? Тоа што го меморирал се контрират со неговите дела и го напушта тој илм на неба. Овај пат, барањето на овај илм, барањето на овај теухид, учењето на овај теухид, може во одредени моменти да биде монотон, досаден, да се повторуваат истото, да, ова е точно. Ама ова не треба причина кај тебе ова, за да се откажеш ти. Ова може би е тест од страна на Аллах Желешану, дали вистински сакаш да го учиш ова знаење. Дали вистински сакаш да го учиш ова знаење. Зашто ова акида се повторува секојдневно и треба да се повторува тоа секојдневно, зашто човекот секојдневно може да биде ставен на некој тест за неговото верување. И ако не се повторува тоа, често може да се заборави. А воедно, тоа монотонија, тоа досадно, тоа повторување, пак истото е што сакаш, ново нема, тоа е единот. Овие нешта, ова монотонија, ова досада, ова истово, може двоено да биде замка и од шејтан кај тебе, за да те одвлечи, ти одврати од ова изучување на ова акида. Да не памниме во ова. Не е важно кој бил прв, кој почнал прв, него важно е кој издржал на овај теухид, на ова акида, додека ја напуштил ова дујна. Аллах. Многу почнале овај пат и на крај завршиле да го војуваат овај пат денеска. Се против ова нешто. Аллах акбар, Аллах да не заштити до тоа. Значи, за да имат фајде овај теухид, треба да се види тој во нашиот говор, во нашите дела, во нашите животи, во нашата фамилија, кај нас, во целокупниот живот, за да имат корист од овај. Поради таа причина, кога доаѓаме во дерс, кога сакаме да слушаме некој дерс, кога земаме некоја книга да учиме, да бараме од Аллах Желешану да ни дај искрено знаење, да ни дај истрајност, да направи дојне кој ќе го засакаме овај теухид во нашите срца. Да бараме од Аллах Желешану. Да не се наслонуваме само на нашиот труд, да го дајме нашиот труд и да бараме од Аллах Желешану да ни го олесни овај пат во ова барање на овај илм. Зошто? Даватот во овај теухид, повикот во овај теухид, учењето на овај теухид е мирасот, наследството на пејгамберите. Аллах акбар. Пејгамберите не оставиле ништо во наследство освен овај теухид. Аллах акбар. И поради оваа работа ова е нешто најголемо, највредно во дујна. И поради оваа работа морат да бараме Аллах да не помогне на нас во постигнувањето на овај теухид во нашите животи. Знај сите тие што кажуваат дека нема потреба да се зборува толку за теухид. Тоа е претерување. Таа е позната работа, сите го знаат. Има многу вакви што зборуваат денес. Ова не го кажува никој освен два вида на луѓе. Првиот, непријатели на теухидот. Вториот, џахили. И покрај тоа што мислат незналици, и покрај тоа што мислат дека имаат илм. Никој не кажува вакво нешто. Знај дека секој еден кој кажуваат, немој да ги слушате на тие кои кажуваат теухид, акида, ширк, куфар, риддет. Немој да ги слушате на овие кои ги кажуваат овие термини или овие зборови, овие се хавариджи или хариджи. Овие се опасни многу. Знај дека овие
не се непријатели на овие оџи кои повикуваат во ова, него дека овие се непријатели на овај дин. Аллах. Да, на овај дин. Овие се најлошите што живеат во ова време. Што работаат и се трудат да го згаснат повикот во овај теухид и учењето на овај теухид и зборувањето за опасноста на тој ширк. Овие се најлошите луѓе, најџахили луѓе што живеат во оваа дујна и покрај безбројните нивни дипломи. Илмот, како илм, како наука, како барање на шеријатско знаење е ибадет, еден од големите ибадети. Голем ибадет. На кој било начин спомнавме претходниот дерс. Поради таа причина овај илм, ова е добро дело и тоа треба да биде основано на две нешта: на ихлас, само за Аллах, и по суннет на пегамбер алейхиссалам. Како го правил пегамбер алейхиссалам ова? А ова ихлас и по суннет на пегамбер алейхиссалам значи да се следи улемата, тие што ги поставиле темелите на овај илм, тие кои објаснале на кој начин се стигнува до овај илм, тие кои ги поставиле скалите по кои се стигнува до овај илм, прописите, дефинициите кои ги поставиле за овај илм. И искачување на тие скали значи следење на тој селев, на тие први генерации кои ги поставиле тие дефиниции. За ако сакаме да стигнеме тамам илм, вистинско знаење, знаење како бил пегамбер алейхиссалам, сахабите и тие први генерации. Само по патот на тој селев, на тие први добри генерации кои ги поставиле тие дефиниции и прописи за стигнување на овај илм. Многу, нажалост, залутале поради причината што не ги следеле на селефот на тие први генерации во постигнување или во стигнување на овај илм. Мислеле дека се многу паметни и дека можат тие да изнајдат нови решенија за да се стигне до овај илм. И залутале. Големиот дел на тие фирки, на тие групации кои залутале поради тоа што не ги следеле на тие први генерации. Иншаллах, започнуваме со првата книга во овај серијал, во овај ланец на предавање, која се вика Три основи на верата, три бази, три фундаменти на верата, која напишал Мухамед бин Абдул Вахаб. Иншаллах, во некоја прилика ќе имаме негова биографија, негова сира за неговиот живот, ма тоа во некоја друга прилика. Al-usulu thalatha ili thalathata usul, три основи на верата, wa adillatuha и нејзините докази. Три основи на верата и нејзините докази. Тоа што содржи во себе оваа книга е база, фундамент на верата, основа, нешто врз кое се гради све од верата врз овај фундамент. Ова верување, овај стол, ова акида е фарз, ова што го содржи оваа книга во себе е фарзи ајн, строга наредба за секој еден муслиман и муслиманка. Никој не е оправдан од незнаењето на оваа база, на овај фундамент, на оваа основа. Никој нема оправдание за ова. Да се верува и да се работи спрема тоа. Зборот el-усул е од глаголот или од основата основа, усул, основи, што значи темел, принцип, корен. Основа врз која се градит како куќата што има темел и основа и врз неа се градит, или дрвото што има корен. Без тој корен не може да биде тоа дрво, или без таа основа, без тие темели не може да биде таа куќа. Така овај дин не може без овие три основи, три бази, три фундаменти, не може да се гради ништо напред. Што содржи оваа книга во себе? Оваа книга во себе содржи проеден да се спозни Аллах, да се спозни пегамберот, да се спозни динот со докази. Ова го составуваат базата на оваа книга е овие три нешта: да се спозни Аллах, да се спозни пегамберот, да се спозни оваа вера со докази, со аргументи.
ذاق طعام الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. Ја вкусил сладоста, сласта на иманот онај кој што е задоволен Аллах да биде негов господар, Исламот да биде негова вера и Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем да биде негов пегамбер. Војно овие три прашања се и трите прашања во гробот кои не очекуваат на секој еден од нас. Трите прашања во гробот за кои ќе бидеме прашани секој еден од нас. Секој еден од нас ќе биде прашан за овие три прашања. Поради ова нешто треба да се учи добро, да се спозне добро и да се практицираат овие три темели, три бази на верата. Овие три прашања се основа за секој успех во дуња и во ахирет. Секој успех, секоја радост во дуња и во ахирет се базираат на овие три прашања. Ако се присутни кај тебе во животот ги спознаваш и ги практицираш, ќе бидеш радосен во дуња и во ахирет. А ако овие не се присутни кај тебе, не можеш да најдеш никаква радост во дуња, а специјално во ахирет. Поради ова нешто, овие треба да се учат добро, да се разберат добро, да се практицираат добро и да ги подучуваме со нив и нашите блиски, нашата фамилија, нашите жени и нашите деца. Ова е многу важно. Да ги учиме и на нив, не само за нас. Да ги учиме и на нив. Че гледаме шејхо што зборуваат за ова, пренесување на ова знаење. Во оваа книга имат некои три како воведи додека се стигне до сршта на оваа книга. Има три воведи. Првиот вовед, 4 правила, прописи меселина, правила кои се важи велишина. Второ, 3 прописи. Трето, што е тоа миллето Ибрахим и Даведот кон него. Вториот дел почнуваат од книгата, кој е базата, сршта на оваа книга, 3 основи, 3 бази, 3 фундаменти, 3 корени на верата. Овдека е вториот дел. И третиот дел, завршен збор, во кој имат зборување за проживувањето, за хесапот, за обавезата да се прави куфар во тагутот и кои се тоа тие тагути. Во овој редослед се движи книгата. Содржината на оваа книга е обавеза на секој муслиман, алим, талебе, некој што не знае, незналица, на секој еден. Не се одвојуваат овдека само тие што знаат, само телебината да ја учат оваа книга. Не. Оваа книга ја учи секој еден муслиман и муслиманка. Алим, джахил. Тој што разбира, тој што не разбира, колку разбирате. Никој не е оправдан да не ги знае овие три основи на верата. Никој нема оправдание. Зошто секој е створен да го обожава на Аллах Джелешану. Вама халактул джинне вал инса илля лијабудун. Не се створени джиновите и луѓето за ништо друго освен да го обожаваат на Аллах Джелешану, и ние сме створени за да ја исполниме оваа работа поради која што сме створени. И поради ова нешто немат разлика во изучувањето на овие три основи на оваа вера. Тој што знае, тој што е алим, тој што е талебе, секој еден има обавеза за да го постигне, да ја постигне таа цел за која сме створени. Да го обожава на Аллах Джелешану. Само на овај начин се обожава на Аллах Джелешану ако се спозне специјално овие три темели, три бази. После се гради све и други од им. Одека ќе спомниме која е разликата помеѓу теухид и акида. Често зборуваме теухид, акида, теухид, акида. Што имат разлика? Дали имат разлика? Така. Теухидот, кога збориме теухид, тоа е единството на Аллах Джелешану. Да се верува дека само Аллах Джелешану е единствен во неговото господарство, рубубието. Дека Аллах Джелешану е единствен во неговиот улухиет. Дека ибадат го заслужува само Аллах. Дека Аллах е единствен во неговите имена и својства. Нема никој ни слични, ни ближни како имињата и својствата од Аллах Джелешану. Ова е теухид. Акида е целокупното исламско верување. Во неа спаѓаат и теухидот,
Ова е пошироко од таухид. Акида е пошироко од таухид. Во таухидот спаѓаат верување во мелеки, во пегамбери, во книги, во судниот ден, во кадарот, во судниот ден, во дженнет, во джехеннем и слично. Таухидот е како темел на една куќа, а акидата е целата куќа со се овај темел. Пошироко. Овие две науки или два зборови се неразделни, не се разделни. Немојте едно без друго. Од каде се земат овај таухид или од каде се земат ова акида? Од каде се црпит ова наука? Ехли суннет се разликуваат во однос на другите фирки од изворот од каде се црпит знаењето за ова акида. База на акидата ке ехли суннет е Куран, Аллаховиот говор. Суннетот на пегамбар алейхи салам, тие веродостојни хадиси на пегамбар алейхи салам, што се веродостојни, и трето иџмаата, консензусот на улемата, на научниците, кои се темели повторно на Куран и на суннет. Овие три се бази од каде се црпит акидата ке ехли суннет вал џемаат. За разлика од другите фирки, каде се земат и нивниот акал, нивниот разум, нивната страст, додека не се стави во разум, нешто ова со разум не се коси, се оттргнува тоа, не се земат. Акидата е таукифија. Што значи тоа? Акидата е заснована исклучиво на објавата, на Куран и на суннет. Нема тука место за лично мислење. Јас мислам вака. За разумот, за филозофијата, предпоставки, туку само со доказ на Куран и на суннет. Ова се разликува ехли суннет од другите фирки, каде таму имат разум, има многу други бази од кои прават акидата, што е погрешно. Пред да почнеме повторно во книгата, уште не сме влегли, Аллаху акбар. Пред да почнеме голема захвалност да му правиме на Аллах Джелешану што ни овозможи овој голем ниамен на нас да изучуваме ова акида. Аллах Джелешану да го запиши овој меџлис во нашите добри дела. Почнуваме со името на Аллах Джелешану повторно, бараме помош од Аллах. Се наслонуваме на Аллах. Аллах ни е доволен на нас помагаш. Шейхот ја започнува оваа книга со Бисмиллахир Рахманир Рахим. Со овој збор. Што е адет и пракса на улемата секогаш кога започнувале некоја книга со Бисмиллахир Рахманир Рахим да ја започнат, и поради три други нешта. Зошто се започнува секоја една добра работа со Бисмиллахир Рахманир Рахим? Три нешта. Прво, се започнува со Бисмилла и шейхот ја започнал оваа книга со Бисмилла по примерот на Куран. Секоја една сура таму започнува со Бисмиллахир Рахманир Рахим. Ова е пример по следење на примерот на Куран. Второ, следење на суннетот на пегамбар алейхи салам. Има неколку хадиси што зборуваат за ова Бисмилла, ама се слаби хадиси, нема да ги спомнеме. Иако не е на одмет, може би да се спомнат, ама улемата ги спомнуваат, ма кажуваат дека се слаби. Ама суннет е пракса како дело на пегамбар алейхи салам. Секогаш пегамбар алейхи салам кога пишел некое писмо до тие кралеви и до тие некои народи кои ги повикувал, секогаш почнувал со Бисмиллахир Рахманир Рахим, хадис во Бухари и во Муслим, се пренесува дека до Хиракл му напишал пегамбар алейхи салам Бисмиллахир Рахманир Рахим. И секој едно писмо го пишува вака. Ибн Хаџар пренесува дека потврдува дека пракса било на улемата да ги започнува нивните книги со Бисмилlah. Со Бисмиллахир Рахманир Рахим. Пракса било на цела улема. И секој едно добро дело, хајр дело се започнува со Бисмиллахир Рахим. Не треба да заборавиме на ова збор. Зошто? Ова збор е барање. Што значи тоа? Бисмиллахир Рахманир Рахим. Во името на Аллах, милостивиот се милосниот. Овој збор значи барање помош од Аллах Джелешану за таа работа која се почнува. Јадење, пиење, пишување, читање. Во името на Аллах јадам, во името на Аллах пишувам, во името на Аллах спијам. Секоја една хајр работа се започнува со ова име. Што би значило друго? Само во името на Аллах во ничие друго име. Само во името на Аллах во ничие друго име. Ова не подсетува
кога почнеме некоја работа, почетокот на таа работа не подсетуваат повторно дека ова дело само за Аллах, ова е таухид. Не подсетуваат на Аллах Джелешан, да го направиме адет во нашите добри дела, да го имаме овај збор. Рахман и Рахим, овие се имења и својства кои упатуваат и ја потврдуваат Аллаховата милост. Рахман, Рахим, овие се Аллахови имења и својства кои потврдуваат Аллаховата милост. Рахман е поопширна милост која ги опфаќа сите нешта. Рахман, милостив, ги опфаќа сите нешта. Во оваа милост влегуваат муслимани и немуслимани, кофар, влегуваат животни, влегува све. Како дошло во еден хадис, Аллах Джелешану створи 100 милости. Една ја пушти во дуња, 99 ги зачува за ахирет, таа една. Луѓето се милостиви едни спрема други. Новороденчето, мајката ја крева ногата од новороденчето за да не го повреди тя. А ова една во дуња, 99 ги чуваат во захирет за верниците. Рахим, сомилосен за верниците. Аллах. Како дошло во еден хадис, Пегамбар алейхиселам во една битка, една мајка го изгубила незино новороденче, го нашла, го стегнала во незини гради и рекол Пегамбар алейхиселам, се чудите на незино сакање спрема оваа мало. Аллах Джелешану е 70 пати помилостив спрема верниците од оваа мајка што е спрема оваа бебе. Аллаху екбар. Елхамдулилlah. Кажал други од селев, повеќе сакам Аллах Джелешану да ми суди во суден ден него моите родители. Аллаху екбар. Аллаху екбар. Зашто Аллах е по-милостив од нашите родители спрема нас? 70 пати. Аллаху екбар. Вели Аллах Джелешану: "Ва кана бил муъминина рахима." И Аллах на вистина кон верниците е сомилосен. Аллаху екбар. Аллаху екбар. Почнува шейхот: "Елем рахимак Аллах аннаху яджибу алейна тааллуму 4 масаил." Знај Аллах да ти се смилува. Аллах. Овој глагол знај. Елем, знај. Овој глагол за наредба, за опомена, за тоа што доаѓаат после ова ќе биде нешто многу важно. Овој глагол се употребува за да се земат концентрацијата на тие што му се зборува. И многу е важно кога му се зборува на некој нешто важно, да биде концентриран, да му биде умот тука, да не биде заспан. Што повторно ова е по примерот на Куран, има над 30 ајати кои започнуваат во почеток или во средина, има сличен глагол. И по суннето на Пегамбар алейхиселам има многу хадиси кои започнуваат со ваков глагол за да се земат концентрацијата. Хадисот на Абдулла ибн Аббас, која беше позади Пегамбар алейхиселам: "Знај о младичо, знај о младичо." Има многу хадиси кои започнуваат вака. Аллах да ти се смилува. Рахимак Аллах. Аллах да ти се смилува. Аллаху екбар. Аллах да ти се смилува, Аллах да ти опрости и да ти ги опрости тие гревови што поминале. Аллах да ти ги опрости тие гревови што поминале. И да те заштити од лошотијата и казната на гревовите во иднина. Аллах екбар. Каква дуа. Ова е доказ дека човекот или тој што го подучува на некој треба да биде милостив. Треба да му го посакуваат на вистина доброто на тој што го повикува. Да прави дуа за него уште во почеток. Аллах Джелешану му вели на Пегамбар алейхиселам: "Валау кунта фаддан галидал қалби ланфадду мин хаулик." И ти да беше груб и со тврдо срце ќе побегнеа од тебе. Ама ти не си со грубо срце и тврдо. А ако беше таков, ќе избегаат од тебе. Верникот треба да биде милостив, специјално за тие што ги подучуваат во вера нешто. Аллах Джелешану вели то опишувајќи го на Пегамбар алейхиселам: "Лакад џаакум расулун мин анфусикум азизун алейхи ма анитум харисун алейкум бил муъминина рауфун рахим." Да ви дојде пејгамбер еден меѓу вас, кому му е тешко за тешкотијата на која ќе наидете, и кој многу се грижи за вас, а кон верниците со чувствителен и со милосен. Аллах. Пегамбар сам вака. Вели шейхот:
еннеху једжибу алейна, обавеза, ваджиб ни е на нас. Ваджиб, некоја работа, што значи ваджиб? Таа е работа која е наредена и ако се остави имат казна за неа. Ова е ваджиб. Фарз јаин, оставање на ваков илм, имат греф и никој не е оправдан да не го знае овај илм. Како што е абдес, намаз, гусул, немиме, гибет. Овие све треба да има човекот илм, да ги позина добро. А специјално овај ваджиб во ова место имат ваджиб кој е повисок од ваджиб, кој е рукн. Овај илм што го споменува шейхот е рукн. Ова познавање, ќе видиме што доаѓа после, е рукн. Е ступ без кој немој да имат ислам кај човек. Имам Ахмед кажал, фарз на секој еден е да бара знаење за да може да ја практикува неговата вера. Фарз јаин, строга наредба. На секој еден е да бара илм за да може да ја практикува неговата вера. Намаз, пост, абдес, гусул, тејамум. Фарз. И за ова немат оправдание никоја. Немој да се оправда никој. Ти не си дојден за ништо друго освен за ова, да му исповедаш верата на Аллах. Нема време, че најш време. За све имаш време, ама за ова немаш време. Имаш време за фитнес. Имаш време за да научиш некој странски јазик. Имаш време за, не знам, тик-ток таму да гледаш 5 сати во денот. Мораш и за ова. Валлахи мораш и за ова. Не си оправдан, колку и да најдеш ти оправдание, не си оправдан. Фарзи кифаја ќе дојде повторно долу, малку подолу. Фарзи кифаја, ако една дружина го научи тоа или изврши таа обврска, отпаднува обврската на другите. Алейна, на нас вели. Ваджиб на нас вели шейхот. Кој нас? Кој спадви, на кого е ваджиб овај илм? На нас. Кој се тие нас? Кој спаднуваат? Мажи, жени, джинови. Мажи, жени, джинови, куфар. Куфар. Спадвет куфар во ова. И децата да се правят тербиет со ова илм, не му е ваджиб. Тербиет да се правят со ова илм. Тие што не стигнале, булук. Значи за ова илм, мажи, жени, муслимани, немуслимани, джинови, куфар, сите му е обавеза да го учат овај илм. И куфари, да, и куфари. Ова е основа на верава. Куфар овде имат иджма на улема, согласни, нема никој против. Дека основа на верава му е фарз јаин на секој кафир да ја учи. А гранкиве на исламов имат хилаф на улема дали му се обавеза или не му се. Има многу аргументи дека и гранкиве на исламов му се обавеза, другиве наредни. Како намаз, како пост. Како? Ма селекекум фи секар, што ве донесе во огнот секар? Лем неку минел мусаллин, не бевме од клајначите. Аллаху акбар. Вет Аллах Жешану, уейлун лил мушрикине, и тешко на многобожците. Аллазина ла ю'туна зеката ва хум бил ахирати хум кафирун. Оние кои не даваат зекат, бас се оние кои не веруваат во ахирет. Тешко на многобожците, оние кои не даваат зекат. Има тие што кажуваат од улема дека ојве куфариве му е наредено фарз јаин. Базава не правиме за фундаментов, за верувањето. Него и за гранкиве на верава. Кога викат полден, кога дојде време од полден, на него му е наредено не да клана полден. На него му е наредено да прифатит ислам и да кланат полден, зашто немој да кланат како куфар, полден. Ама на него му е наредено да земат гусул, да прави шехадет и да кланат. За секој еден намаз ќе одговарат во суден ден, но што го името овој рај. Рамазан кога дојде треба да примат ислам и да пости секој ден. Аллаху акбар. Замисли за муслимани, што викат дека муслиман не пости, не клања, вели ја муслиман. Зашто големиот дел на верувањето во овие простори е мурџиско верување.
го тргнуваат делото од верувањето. Така е големиот дел на народот. Че најдеш ти што вели, џаба тој кланат, мене ми е побело срцева. Не бе, јаглен ти е тебе срцето. Јаглен ти е срцето тебе. Големиот дел на акидата на верувањето е вакво. Џаба ти е што име намаз, хадж, пост, џаба. Јас сум подобар од ниве. Зошто ова мурџијско џехмиско верување? И ова се шири, уште се гајт ова нешта. Тие повикуваш и на врати од џехеннем им викаат на нивните џемати, ако остај, се добар си, тере така. Арба месаи, 4 прописи. 4 месаи на 4 прописи од верата. Често доаѓаат бројки во хадиси за полесно памтење. Дали повеќе од ова се или помал? Помал од 4 не. А повеќе од 4 да. Има повеќе од 4. Во ова дошло 4 прописи. Зашто следниот е 3 прописи после тоа. Значи повеќе. А помалку од ова не. Овие 4 прописи мора секој да ги знае. И да дојде сите во неговиот живот. Прво, прво, од овие 4 прописи кои се фарзи ајн, строга наредба за секој еден муслиман и муслиманка, никој не е оправдан од нивното неучење и неспознавање. Илм, знаење. Што се мисли на илм? Да се спозни хакот, вистината, убавството. Да се спозни хакот, вистината, убавството. Овај ден, Куран и Суннет да се спозни. И секогаш кога се спомни илм во шеријатските текстови, пофалби за него и за тие што го имаат, се мисли на илм кој е базиран на Куран и на Суннет, шеријатски илм. Како што спомнавме, ова илм се дели на фарз ајн, строга наредба, коеве меселина се строга наредба, оставањето на ова илм имат казна, тој што ќе го оставит и не се оправдуваат со ништо. И фарзи кифаја, ако една група се оддели, го учи тој илм или ја изврши таа работа, отпадвите од врската на другите. Како кланање на џеназе, ако се одделите на група да кланат џеназе, отпадвите од врската на другите и другите немаат грев. Или како тој што работат во пазар, на него му е обврска да ги позинат прописите за купо-продажба во пазар, да знае што е камата, што се рачунат камата, обврска, иначе не смеат да работат. Во време на Омер радијаллаху анху било забрането на секој еден што работат во пазара не позинат овие шеријатски прописи. Денеска Аллах да не зашуват од овие пазари, од овие бизниси. Ако во едно место треба да има еден шеријатски правник и немој него направиме тој шеријатски правник, се додека не има шеријатски правник, сите ние ќе видиме во грев. Ако се донесе тој шеријатски правник и е мало, повторно ќе видиме во грев. Се до дани момент додека не се исполни тоа врската. И за многу вакви други работи имат фарзи кифаја, што требите еден дел да ја позина таа работа. Како човекот кој оди во хаџ, тој што не оди не му обврска да ги позина прописите на хаџа, но тој што оди му обврска фарзи ајн да ги научи тие прописи. Тој што дават зекат, што ги исполнил условите за плаштање на зекат, обврска му е на него да ги научи тој прописи за зекат. И за сите многу други вакви правила и прописи или фарзови. Од илмот има 3 бази, 3 фундаменти кои се темели, кои се темели секоја една работа во динот на неа. Тие се принципи, темели, корени. Тие се овие ти што ќе ги спомнеме сега. Број 1, значи од илм, wa huwa ma'rifatullah, прво е да го спозниш на Аллах. Од овој илм да го спозниш на Аллах. Број 1. Види. Не може човекот да го обожава на Аллах Желешану ако не го спозни на Аллах Желешану. Како ќе го обожаваш на Аллах, не го позинаш на Аллах? Дека Аллах Желешану, што да спозниш? Дека Аллах Желешану е створител, дека тебе те створи и све што постојат Аллах Желешану створи, дека Аллах е обскрбител, дека Аллах Желешану е тој кој ги контролира сите нешта, дека Аллах Желешану е тој еден и единствен кој заслужува ибадет и никој други, дека Аллах Желешану е тој кој ги има тие негови убави имиња, својства и атрибути и никој нема слични ни рамни како него.
Многу го познава на Аллах Желешану од фитра. Секој еден го познава на Аллах Желешану од фитра. Ама ова не е доволно. Ова спознавање на фитра или спознавање на Аллах Желешану не е доволно ако не се прифати шеријатот, тоа што ти е наредено и забрането од страна на Аллах Желешану. Не е доволно да се признае дека Аллах постојан. Нека ова треба да биде подкрепено со извршување на неговите наредби и избегнување на неговите забрани. Зошто? И Иблис го признава на Аллах Желешану. Иблис го признава на Аллах Желешану. Иблис го признава на Аллах Желешану. Му рече: Аллах, ти мене ме створи од оган, него го створи од блато, јас сум подобар од него за демоница. Му рече: се колнам во твојата големина дека ќе ги залутам сите. Се колнам во твојата големина. Инни ахафу Аллаха Раббел алемин. Јас се плашам, Иблис рече, јас се плашам од Господарот на световите. Аллах. Не е доволно ова што го спознае Иблис на Аллах. Рече: Раббул алемин, Господарот на световите. Валейн сеелтахум. Веќе Аллах Желешану за куфар: и ако ги прашаш мен халака семавати вал ард, ла јакулунна Аллах. И ако ги прашаш кој ги створи небеса и земја, ќе речат Аллах. Куфар. Може пегамбер сам зошто ги обожавате Лат, Узза, Менат? Рече: ние не ги обожаваме ни ми. Ли юкаррибуна ила Аллахи зулфа, за да не доближе до Аллах. Рече: колку богови имате? 7. 6 во земја, 1 во небо. Кога сме во тешкотија, ги оставаме овие сиве, го повикуваме тој што е во небо. Аллах. И ова на ними не им користеше вакво верување. Нажалост, како многу луѓе денеска мислат дека ќе им користи вакво верување, а од друга страна го војуваат на овај дин, ги војуваат на прописите, и тие што се на овај дин, во ништо нема да ти користи тоа знаење. Во ништо нема да ти користи иш тоа знаење. Да се спозни на Аллах Желешану со срце, спознавање кое е проследено со прифаќање на тоа што го наредил, пропишал и на неговиот шеријат, како суд единствен. Ако не е проследено со вакво прифаштање, не вреди ваквото признавање на Аллах. Не вреди. За ова иншалла ќе дојде повеќе покасно. Второ, ва ма'рифату набији саллаллаху алейхи ва саллям, и да се спозни пегамбар алейхи салам. Да се спозни пегамбар алейхи салам. Да се спозни, да се признае и да се спомни пегамбар алейхи салам со срце. Да се прифати тоа со што е дојден. И ако не е така, не вреди тоа признавање на пегамбар алейхи салам. Ако не се прифати тоа со што дошол пегамбар алейхи салам, џаба ти е такво прифаќање. Не ти вреди тие. Видите Аллах Желешану: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Но не, се колнам во Господарот твој, оние не ќе веруваат со дека не те именуваат за судија за она што се расправаат едни со други, се додека потоа не усетат во душите своји за она што ќе им го проситиш теснотија. И се додека потполно не се предадат. Веќе Аллах Желешану: но не се колнам во Господарот твој, оние не ќе веруваат се додека не те именуваат за судија на тебе. За пегамбар сам, не веруј. Ти не го прифаќаш суннетот, го псуеш суннетот, работеш против суннетот, ги псуеш тие што го преживуваат суннетот. Мушрик. Ништо друго. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. И оние кои се спротивставуваат на наредбата негова, на наредбата на пегамбар сам, нека бидат внимателни, че ги снајде искушение или че ги снајде казна болна. Аллах. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Слушај, ако не се согласувате во нешто, доколку ако верувате во Аллах и во судниот ден, тогаш обратете се до Аллах и до пегамберот. Ето тоа е најдобро објаснување. Ако верувате во Аллах, вратете се кога се расправате во нешто кај Аллах и кај пегамберот негов. Признајте го на Аллах и неговиот шеријат, признајте го на пегамберот сам и неговиот шеријат, тоа што го наредил и што го забранил. Аллах акбар.
ин хуа илла вахјун јуха, и тој не зборвит по негова хира, тој зборвит само од тоа што Аллах му го објавува на неба. Ова спознавање и признавање на пегамбер алейхи селам мора да биде проследено со извршување на наредбите, избегнување на забраните, верување во она што не обавести на нас што ќе дојде во иднина. Не следење на суннетот е исто како да не го признаеш на пегамбер алейхи селам. Мора да признаеме дека пегамбер алейхи селам е пратен од страна на Аллах Желешану со објава. Ја достави таа објава, го советуваше на умметот. Не остави хајр, а да не го упати на умметот на тој хајр. И не остави некој шер, а да не го упомена на умметот за тој шер. Аллах. Ова е да веруваш во пегамбер алейхи селам, ова е да го признаеш на пегамбер алейхи селам. Ва ма'рифату динил ислами бил адилла. И да се спозни верата ислам со докази. Да се спозни верата, да се спозни верата. Дека исламот е совршена вера. И само таа дека е призната дека Аллах Желешану во дујна и во ахирет. Со доаѓањето на пегамбер алейхи селам сите други објави завршија, сите други вери завршија. Дека Аллах Желешану ва радиту лекумул исламе дина, и задоволен сум да ви биде ислам ваша вера. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. И денес кај усовршив ова вера и ви го потполнав мојот благодат према вас, и сум задоволен исламот да биде ваша вера. Нема друга вера освен ислам. И за ова ќе има повеќе. Со докази. Бил едил, со докази. Што значи тоа? Ова значи секој еден ибадет, секој едно верување да биде основан на Куран и на Суннет. Изградено цврсто на Куран и на Суннет, не на некои страсти, на некои соништа, на некои убави кажувања. Не ги најдовме нашите предци вака. Дојдве тие сега и кажуваат тие. Бабова ка преше. А маđeva ка преше. А тој не знал абдест да земат бир, бе. Колку лошо, само колку курански ајети има што многу народи се повикувале на нивните предци. Ги најдовме нашите предци на ова. Тие знаеа повеќе ли вие? Исти аргумент денеска. Секој едно верување треба да биде аргументирано со доказ од Куран и од Сунна. Да знаеш доказ за тоа нешто. Вели Ибн Таймија: "Мен фарака далила ضل сабила вала далила илла ма джаа бихи расул." Кој ќе го напушти доказот, кој нема доказ, ќе залутат од вистинскиот пат, а нема вистински доказ освен она што го донел пегамбер алейхи селам. Нема доказ освен Куран и Сунна. А кој нема доказ ќе залутат. Има многу зборуваат со сати, ама ниту еден ајет, ниту еден хадис не го потврдуваат тоа што го зборуваат. Има многу што зборуваат и најдуваат некои автори на некои говори, на некои реченици од Кина, од Јапонија. Се аргументира со некој автор, не знам, да не спомнам некој име. Толку мало или имат ли аргументи во Куран, толку мало аргументи имат во хадис за да се аргументира за некое твое нешто што сакаш да го објасниш на луѓето. Не може да помени некој дерс и говор без да имат Куран, без да имат ајет, без да имат хадис. Че зборуваме можеби повторно следниот дерс за ова аргументирање. Верникот треба да научи да бара кога слушат за некои правила и прописи аргумент за тоа нешто. Ова е едно од својствата на верниците кои треба да го има на тоа. Не треба слепо да ги следиме на нештата. Не треба слепо да ги следиме на некои повикувачи, на некои давечи. А специјално во ова денешно време, кога е време на тој интернет, читаш таму, рекол Ибн Таймија, нема никаде кажал, ни во која книга, нигде, рекол Ибн Каим, пола решеница, четврт збор се аргументира за некој голем пропис. За нешто многу големо од верата се аргументира, рекол Ибн Таймија, 2 збора и немој да ги врзи таму. Има многу пати сме нашле. Пиши во Фетава Ибн Таймија, филан таму, не постоја таков говор. Затоа верникот треба да се научи да се аргументира за неговото верување, да научи од каде го зема неговото верување, што е подкрепа за неговото верување. Аллах Желешану да им даде берекет на крајот.
Барам, ова беше завршен дел за ова вечер. Пошто не сакам ни многу да се должат дерсовите, а не сакам ни да бидат ни кратки. Ова повторно беше некој мал вовед во оваа книга и барам од Аллах Джелешан да ни дај корисно знаење. Ова корисно знаење да ни користи во дујна и во ахирете ни. Аллах Джелешан да ни ги опрости нашите гревови, гревовите на нашите родители, на сите муслимани, муслиманки и верници во целиот свет. Субханакаллахумма ва бихамдик, нешхеду ан ла илаха илля анта, настагфирук ва натубу илейк.